Возможно е страдањето во животот на човекот да има длабока смисла. Заречено во сведочи и впечатливата книга на Виктор Франкл «Човековата потрага по смисла». Франкл, после преживувањето на концентрацијониот логор, каде што ги губи сите своји, истакнува дека смислата на животот може да се најде не само преку добрите искуства, туку и преку тешките страдања. Од тука, слободата не се состои исклучиво во ослободување на човекот од тешките и од трагичните моменти, туку во слободно заземениот став наспроти тешкотиите. Кога ќе му се даде смисла на страдањето, тогаш се живее распространувањето на љубовта, се здобива чувството за убавото и се навлегува во смислата за хумор. Во православното христијанство љубовта се изразува, или барем би требало да се изразува како само жртвен ерос, како надминување на сопственото его, а не како индивидуализам, не како самодоволност, не како самооправдување. Светиот Паисий Светогорец предочува дека кога човекот без престан се самооправдува, верувајќи дека никој не го разбира и дека сите се неправедни кон него, изгора на се тој е оној што се трпи, дека тој е жртвата, појава нели честа во нашето обкружување, тогаш таквиот човек престанува да владее со себе. Светиот Паисий Светогорец го заклучува исказот со следниве реченици: страшно е да се разговара со човек кој навикнал да се самооправдува, и додава: Бог нека ми прости за ова што ќе го кажам, но оној кој се самооправдува го има ѓаволот за духовник. Таквиот го има направено самооправдувањето своја наука и целосната негова комуникација се состои само во следнава реченица: Јас не сум виновен за ништо, ти си виновен за се поради кое што јас не се чувствувам добро. Затоа, овој современ подвижник на љубовта нагласува: со таквиот човек не вреди да се комуницира, бидејќи не може да му се помогне, и заклучува: одговорност за таквиот човек не може да понесе никој.